Венчавката се случи во текот на летото во Европа, беше многу дискретна, многу интимна. Кијану и Александра со години зборуваат за брак, но на крајот решија да направат нешто само за нив. Ја ценат својата приватност, па тајната венчавка совршено им одговараше, рекол анонимен извор. Еден од омилените холивудски актери, Кијану Ривз, веќе не е на листата најпосакувани ергени. На 61 година тој наводно стапил во брак со својата сакана Александра Грант, со која е во врска од 2019 година. Ова е прв брак на актерот. Според Радио Онлайн, кој се повикува на близок пријател на парот, Кијану и Александра имале тајна интимна венчавка во Европа. Инаку, парот се запозна на забава во 2009 година и долго време соработувале пред да почнат врска во 2019 година. Откако се досна дека се заедно, Александра е постојано со Кијану, го следи на неговите патувања и му е огромна поддршка. Добитникот на наградата Греми, кант авторот Брет Џејмс, загина во авионска несреќа во Северна Каролина. Имаше 57 години. Добитникот на Греми наградата наводно бил едно од трите лица во малиот авион што се урна западно од основното училиште Јутлавали во Северна Каролина во четврток 18 септември, објавија од Fox 17. Федералната администрација за воздухопловство потврди дека нема преживеани. Авион на Сирус се урна во поле во Франклин, Северна Каролина, околу 15 часот по локално време во четврток 18 септември. Во авионот имало 3 лица. Соопштија отаму, додавајќи дека ќе се спроведе истрага заедно со Националниот одбор за безбедност во сообраќајот. Во објава на Facebook, куќата на сладните текстописци од Нешвил му одаде почит на Џејмс, кој беше примен во институцијата во 2020 година. Според записите од летот, Брет Корнелиус бил собственик на авионот што полетал од аеродромот Џон Тун во Нешвил. Американското здружение на композитори, автори и издавачи исто така ја потврди неговата смрт. Брет беше доврлив соработник со најголемите имиња во кантри музиката и вистински застапник за правата на неговите колеги текстописци. Брет, на твоето семејство Аскап многу ќе му недостигаш. Ти благодарам за твојата незаборавна музика. Напишаа тие во објава на Инстаграм, подсетувајќи се на неговиот хит When the Sun Goes Down. Меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници ќе се одржи денеска на школка во Скопскиот градски парк од 19 часот. Фестивалот, како и секоја година, ќе започне со македонски оре што ќе ги играат членовите на фолклорната секција на Карпош. Фестивалот се одржува по 34 пат и неговата цел е да обединува деца од разни вери и националности преку раскошни костими и традиционални ора. Детскиот културен центар Карпош со својот фолклорен ансамбл е домаќин на фестивалот. Еден од главните и најсимволични символи на фестивалот е дефилето на учесниците, кој тргнува од центарот во 18 часот и 30 минути, при што сите учесници формираат големо оро. Фестивалот предонесува за зачувување и презентирање на традицијата и културата и за промовирање на знаменитостите на Скопје, вели директорката на фестивалот Билјана Лалчевска-Серафимовска. Синоќа Македонскиот народен театар имаше чест да ја отвори првата фестивалска вечер на новиот европски фестивал Acting Europe Театар без граници во Кюстендил, Бугарија. Представата Ничија земја од Дани Становиќ и во режија на Александар Морфов беше одиграна пред преполна сала со 700 гледачи, кои ја наградија маестралната актерска игра со громогласни стоечки овации и 5-минутен аплауз. Универзалната тема за апсурдноста на војувањето, која режисерот Морфов умешно ја преточил во представа, силно ја допре публиката во Кюстендил, меѓу кои имаше и гледачи дојдени од Софија и од Македонија. Иако беа обезбедени преводи на бугарски и англиски јазик, речиси никој од присутните активно не ги следеше, затоа што публиката чувствено ја доживеа приказната преку импулсите на актерите, разбирајќи ја нивната емоција. Во представата играат врвните и искусни актери Сашко
Коцев, Тони Михајловски, Александар Михајловски, Александар Микич, Борче Начев, Оливер Митковски, Софија Насевска-Трифуновска, Гораст Цветковски, Томе Станковски, Александар Ѓоргиевски, Ненад Ангелковиќ, Никола Стефанов, Стефан Спасов, Григор Јовановски, Кристина Гиева, Филип Миленковски, Александар Ивановски и Марија Кондовска.